Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бубрезите се меѓу најважните органи во нашето тело. Поради тоа треба да внимаваме на нивното здравје од најрана возраст. Колку се опасни уринарните инфекции за бубрезите во детството? Дали те секогаш ќе остават лузна? Може ли бубрезите во детска возраст да откажат преку ноќ или пак да се јави инсуфициенција на бубрезите, односно бубрежна слабост? Велат дека симптомите на дел од болестите на бубрезите кај децата се нејасни и подмолни. Како ти изгледаат, ќе ни појасни професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог. Разговорот ќе го погледнете веднаш по рекламниот блок. За болестите на бубрезите кај децата, но и за бубрежното здравје. Денеска зборуваме со професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог. Професоре, добар ден. Добар ден. И добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам. Речи си да нема родител што не искусил некаква уринарна инфекција кај неговото дете. Па зошто се толку чести уринарните инфекции во детска возраст? Дали на нив може би конкурираат респираторните инфекции? Колку често се јавуваат? Па уринарните инфекции се на трето место, по респираторниве и по гастроинтестиналните, значи стомачните инфекции на цревата. На трето место, зошто? Па, видите, тие се почести кај девојчињата. Кај новороденчињата, тука предњачат малце машкиве. Но кај девојчињата се почести заради одредени анатомски карактеристики. Нели, мочната цевка кај девојчињата е пократка, поширока. Бактериите ностоп не напаѓаат, тие навлегуваат во нашиот организам, било кај преку уста, преку црева, преку мочниот меур може да навлезат, но битно е да ги исфрлиме. Ако не можеме ние да ги исфрлиме, ако не можеме да ги совладаме, ако немаме локална добра одбрана, тогаш ќе имаме уринарни инфекции. Еве зошто велам девојчињата. Па девојчињата имат таква навика да многу долго ја држат урината. Машкото дете сепак некако ќе најде начин да се измочка, нели? Ќе се измочка. Девојчињата ја држат, а видите, ако стои таква урина, таа со време ќе се размножат со милиони и милиони и ќе доведат до уринарна инфекција. И не заборавете, ако имате вродена мана на бубрезиви и на уринарните патишта, прв симптом ќе биде уринарна инфекција и тоа не води кон дијагноза на бубрежни мани кои што се на второ или на трето место во однос на сите мани кои што ги има во људскиот организам. Споменавте дека бактериите се во постојан контакт со нас, но што е со бебињата, професоре, кои што добиваат чести уринарни инфекции? Од каде потекнуваат кај нив бактериите? Дали може би лошата хигиена во интимната регија, нередовното менување пелени или пак нешто сосема друго? Не, видите, многу често родителите ќе кажат од градинка до шичето, од тоалет, шолјата, нема врска. Значи, уринарните бактериите, тие уринарни патогени, тие нонстоп не напаѓаат, тие навлегуваат во мочниот систем, но битно е организмот ефикасно да ги исфрли. Ако немаме редовно мокрење, ако не можат тие да се исфрлат, тие ќе заостанат во мочниот систем и ќе доведат до инфекција, ќе се размножат. Тоа е проблемот. Неефикасно мокрење, еден од механизмите неефикасно мокрење или некакви вродени мани. А бактериите може ли да потекнуваат од самото тело? Па да, тие живеат надвор. Тие живеат под кожичето на машкиот полов орган. Живеат под вулвата, нели, дундето што велиме. Тие тука живеат. И тие не треба тука да се третираат. Тие се невини тука. Но ако навлезат, тие може да се размножат. И онда што е многу битно? Многу е битно да ние таа флора не ја уништиме. Значи, ние имаме една заштитна флора. Значи, ние имаме мноштво бактерии кои живеат во гениталната регија. Ние ги уништуваме со антибиотици. Ние сме се уште бијафра, се извинувам пред гледачите, што сум толку вулгарен, ние сме се уште бијафра во однос на користење на антибиотици. Антибиотици толку некритично се користат. Доволно е ден-два да дадете антибиотска терапија, да таа флора се измени, да некој равновесие што постои тука се тотално разбие и тогаш почнува да расте една бактерија која што е агресивна, која што е моćна, која што ќе навлезе во уринарниот тракт и ќе доведе тешка инфекција до пилонефрит. Значи, всушност антибиотикот може да доведе до сериозна уринарна инфекција. Антибиотик земен, да речеме, за респираторна инфекција, најчесто непотребно. Особено за вирусни инфекции непотребно се дават кај нас тоа, кај нас се уште ниско ниво, ниска свесност. Да, постојано се апелира, но се уште е присутно тоа. И кај професионалциве, и да идете на запад, вие ќе се загрижите.
Če загрижите, таму постои огромна грижа за недавање на антибиотик. Прво таму вас педијатар нема да ве прегледа, чекате 2, 3, 4 дена, па кога ќе ве прегледа нема да ви даде антибиотик. Кај нас, влезете, добивате антибиотик се уште. Се дава за вирусни инфекции, непотребно. Знаете, се ремета сите флори, не само урогенитална флора, се ремети и респираторна флора. Вие лекувате горно респираторна инфекција, потоа добивате пневмонија. Истиот механизам е предпоставам, кој ќе се наруши нормалната флора и потоа се добива простора, се развијат агресивни. Нешто што е патогено, нешто што е контролирано од друга бактерија, сега тие се уништени. Кои бактерии најчесто на ваков начин се развиваат во урогениталниот тракт? Кои бактерии најчесто во детска возраст предизвикуваат уринарни инфекции? Ние велевме Ешерихија коли, еве позната и кај народот, тоа е најчеста бактерија, 80 до 80% на сите изолатија, таа е Ешерихија коли. За жал таа више станала, што се вели имуна, резистентна на антибиотици. Имаме тој тип SLB, не е битно за гледаче, Extended Spectrum, бета-лактамаза. Тоа значи бактерија што е отпорна на сите антибиотици и она вирее. Видите, дури кај здрави деца имаше едно истражување и јас сум многу благодарен на мојата кандидатка, еве јавно ќе ја пофелам, доктор Горица Попова од Институтот за велодрумни заболувања, која што направи една студија и кај здрави деца. Кај здрави деца таа виде дека веќе постои колонизација со тој тип на СБЛ, Ешерихија коли. Значи таа веќе е населена на гениталните органи. Што значи колонизација, професоре, само кажете? Колонизација значи населување. Значи фаќање на простор. Си живее тука, не прави проблем. Значи тоа е веќе колонизирана, населена е. И чека прв момент да навлезе во уринарниот тракт. Дадете антибиотици, пореметите флора, таа навлегува, јуриша влегува во мочниот систем, се размножува, па плюс ако имате бубрежна мана, рефлукс, враќање на мокраќа, значи од мочниот меур директно у бубрек, у племенито бубрежно ткање имаме пилонефрит, имаме инфекција, имаме лузна. Лузна на бубрегот кој што трајно останува? Па видите, лузната е трајна работа. Прва работа е воспаление на бубрежното ткање, тоа племенито бубрежно ткање. Доколку не го фатиме раното воспаление, не ја препознаеме инфекцијата, а се вели, јас тоа на студентиве, специјализантиве им велам, во рок од 24 часа мора да диагностицирате уринарна инфекција и да дадете соодветна терапија. Значи мора да дадете за да спречите создавање на лузна. Сите студии покажа доколку се одложи диагностика и адекватна терапија. И не само, ако дадете терапија, терапијата мора да е ефикасна во рок од 24 часа, треба температурата да падне. Ако бебето или малото детенце има температура 40 степени, за 24 сата таа температура треба да падне, тоа значи терапијата е ефикасна. Ако температурата не ни паѓа, менуваме антибиотик, даваме појак, помочен, поштетен антибиотик, али се бориме да не создадеме лузна. Велите дека е многу важно навремено да се диагностицира оваа состојба, но симптомите кај малите деца кои што не знаат да зборуваат често пати се нејасни. Може детето како што споменавте, да има само покачена температура. Напротив, кај новороденчињата кои што се извинувам што ја упаѓам во збор, новороденчињата кои што се термонестабилни, кај нив дури постои хипотермија, дури и многу ниска температура. Значи многу неспецифични симптоми, симптоми кои што нема да ве наведат воопшто да помислите на уринарна инфекција, тоа е некакво одбивање на цицење, губење на апетит, некакво модрење, тахипнеја. Дури може да имате симптоми, знаци за менингит. Се случувало неоправдано. Јас како педијатар со искуство да направам лумбална пункција, видам дека детето нема менингит и потоа диагностицирам уринарна инфекција која ќе фатам урина. Еве, ја тоа го признам као педијатар и јас сум грешил. Среќа по пациентиве не. Значи, немате симптоми, многу нејасни, многу нема бебето да ви каже, да ви дигне дав прст и да каже јас имам пилонефрит, уринарна инфекција. Треба сами да помислите, преглед на урина. И оно што кога имаме едно бебенце кое што нема јасни симптоми, нема пролив, нема воспаление на угото, не дај Боже нема менингит, мора да помислиме на уринарна инфекција. Сепса, уринарна инфекција, тоа мора да се помисли. Професор, има некаква промена во урината? Ќе мириса пелената? Па видите, урината може да мириса. Да, кај уринарна инфекција постои миризба на урината. Секако дека постои миризба на урината. Но самата урина станува матна. Станува матна. И тоа треба да биде прв алармирачки сигнал, знак за да се работи за нешто сериозно. Значи, у 90% на случаеви, матна урина ви вели дека имате уринарна инфекција. Јас која бев у Англија, 91 година на едукација, гледам клиника за трансплантирани болни, работи консултантот, сестрата му носи овај стерилно контейнерче со урина
I on ja gleda, veli kristalno bistra urina i ja frla. A ja vikam, profesore, transplantirano detence, nema da mu pregledate urina u urinarnu kulturu. On veli onaka su dignat nos, kako Angličani ve. Nije 100 godini znajeme i to ga napišav me u Lancet, deka crystal clear, kristalno bistra urina, tamo nemate urinarna infekcija. Znači, dovoljno je roditelot da ja pogleda urinata, da vidi da li je zamatena i da trči na doktora. Znači, dоколку je malo bebето, mora da ulovate една урина, Pa mora така? da se fati, to je najteško. Najproblematično je stvarno faćanjeto na urina je stvarno teška rabota, bideći bebeto mrda, nemirno, кесичето се одлепува, нервозно е бебето, родителите се нервозни, кесички што се прилепуваат всушност на интимната регија и треба да се наполнат по известно време и тоа не велам, не е лесно. За мене по повеќето случаи неуспешно. Да, за мене најефикасен начин е, значи, родителиве ќе си пијат кафенце, бебето на цицано, напоено добро, разголено долниот дел, имат стерилно шишенце, што бебето почне да мочка, за пола сат 40 минути, одма фаќат на брзина урина и доволно да се види дали е бистра или матна урина. И многу има еден многу прост тест. Значи тоа шишенце, ако стаклото е прозрачно, ќе ставите некаква новинска хартија и читате текст. Ако можете текстот да го читате, тоа значи дека нема уринарна инфекција. Ако текстот не го читате, значи 90% шанса да имате уринарна инфекција. Тоа англичани ве го работат. Тоа се прости едноставни работи, трикови кои што ние треба да ги имплементираме. Па и треба да го знаат родителите, еве, за веднаш да... Па треба да го знаат и health professionals. Не е тоа само земи механички урина, уринокултура, прати и дај антибиотик на нешто што е контаминација, што е загадување. Да, бидејќи често потоа кога ќе соберат урина родителите, еви да е бистра, потоа ќе добијат информација во резултатот дека има да решиме многу бактерии, или пак некогаш изолат. Да. Извинете, вулгарно дрско, јас тој наод го цепам. Ако имам бистра урина, па во урината нема леукоцити, нема одбрана на организмот, нема нитритна реакција, тој наод го цепам, не го прифаќам, родителите се чудат. Логика, мора да имате. Ако имате мочна инфекција, имате борба, организмот се бори, праќа војска. Која војска? Бели крвни зрнца, леукоцитите се војска. Тие мора да се појават во урина. Урината мора да се замати. Многу едноставно и многу просто. И нитрити споменавте. И тоа евентуално нитритна реакција. Тоа е една реакција, да не ги замараме сега нашиве слушатели, гледачи. Таа реакција може да биде позитивна кај некои бактерии и многу користен знак. Ако е негативна, не исклучува уринарна инфекција. Не исклучува. Но ако е позитивна, во една тазе фришка урина, секако дека значи уринарна инфекција. А што е со воспалението на мочниот меур? Исто така се јавува како последица најчесто на бактериска инфекција. Дали овој тип на уринарна инфекција е опасен за детското здраве, па и за бубрезите? Па видите, воспаление на мочниот меур или циститот како таков не е опасен, доколку не постои некаква мана, рефлукс. Значи, ако имаме воспаление на мочниот меур, па сега имаме рефлукс, вентилчето не ни функционира, при мокрење урината се враќа нели у бубрек, ќе ги транспортира бактериите до бубрекот и имаме бубрежна инфекција. Инаку, самиот цистит е многу непријатен. Значи, од циститот страдат и млади девојки и жени, печење, пржење, често мокри ветера у ВЦ, значи непријатна работа, многу лесно се лекува. Он не е проблематичен, нема да ни остави никаква лузна, да се разбереме, али може, ако имате склоност, ако имате некаква бубрежна мана, значи може да ви посмета понатаму. Децата кои што имаат чести уринарни инфекции повторувачки, дали тоа значи дека имаат некаков проблем со бубрегот? Еве да речеме овој рефлукс го имаат ли? Па да, во голем процент, негде 40% на деца, 50% со повторувачки уринарни инфекции имаат рефлукс, па дури и со една уринарна инфекција потешка од типот на пилонефрит, инфекција која што е качена до бубрегот, која што иде со висока температура, имаат голема шанса за рефлукс. Но сепак ние првата уринарна инфекција можеме да ја опростиме. Значи ставовите во интернационалните ставови многу се изменија. Порано при секоја прва тешка инфекција, значи која е стигната до бубрегот, правевме голема обработка. Сликање на мочниот меур со катетер, кој што е непријатно, може да тука се аплицира и радијација доза, нели? Сепак е непријатна таа катетеризација, понатаму сликање на бубрегот, скен, се тоа води до радијација, до малтретирање. Значи прва инфекција се опрашта ако имаме одредени критериуми. Значи да таа инфекција реагира на соодветна терапија, правовремено дадена, ако се изолира некоја стандардна флора, не се изолира, например, многу агресивна бактерија како што е псеудомонас, протеус, клепсиела, ако се изолира она добра ечерихија коли, да кажеме, под знак наводници. Значи, ако немате фамилиарна историја за тој рефлукс, за враќање на мочка у бубрези, значи,
ако ги исполнуваме тие критериуми, нема потреба да правиме никакви дополнителни исследувања. Па дури ни ехо. Дури ни ехо. Али кај нас ние имаме притисок. Да, Прво од нашите колеги, па од родители, ако направите ехо, што да ви кажам? А на ехо ќе се забележи, да речеме, рефлукс? На ехо може да видите или некакви индиректни знаци. да видите дали има некоја лузна. Не можете да видите. Вие може да видите некоја лузна, али стара лузна. Значи, актуелна, свежа инфекција, тешко на ехо можете нешто да видите. Може да видите некакви сугестивни знаци, да или не, за некоја стара инфекција од пред година дена, бидејќи процес на создавање на една лузна трае барем година дена, вреди после година дена да се направи едно ехо, да се види дали има лузна, али у акутна инфекција ехото не ни е од помош. Евентуално да ни покаже да не постои нешто старо. Ова се акутни всушност. Да. Инфекции на бубрезите. Има ли други акутни инфекции на бубрезите покрај овие кои што се релативно чести? Па да кажеме хронични инфекции на бубрезиве. Хронични инфекции, тоа се репетирачки, али постојат други заболувања, други воспаленија кои што не се директна инвазија на бактерии, туку на некакви бактериски токсини, на некакви бактериски антигени. Оно што ние многу го знаеме, тоа е акутно воспаление на бубрезиве или гломерулонефрит, каде што децава ќе добијат одеднаш нагло добиваат отоци, имаат крвава урина, имаат хипертензија, кој што може биде една покачен крвен притисок. Да, загрозувачка ситуација. Тоа е гломерулонефрит и тоа е една ситуација која што бара хоспитално лекување, доколку не се препознае, не се почне со правовремен третман, може да направи сериозни компликации, може го изгубиме дете од плучен едем, токво плучево, од декомпензација на срцето, од, не дај Боже, цереброваскуларни акцидент, значи да дето западне во една кома, добие конвулзии, да заврши фатално. Инаку гломерулонефритот, ако на време се препознае, ако соодветно се лекува, значи очекуваме комплетно излекување. Кај нас е многу чест пострептококов гломерулонефрит. Значи, откако ќе се прилежи стрептококна инфекција? Да, откако се прилежи стрептококова инфекција. Од токсините, од бактеријата? Така е, од така речи ние велиме стрептококови антигени, тие прават одредена имунолошка реакција на организмот и организмот сега создава така наречени имуни комплекси кои се натрупуваат во бубрегот, доведуваат до воспаление на бубрегот, престанок на мокрење, детето многу слабо мокри, тие гломерули стануваат пропустливи за крв, се случува и појава на хематурија, на крвава урина, качување на крвниот притисок и сите компликации што следат со тоа. Обично колку време по прилежувањето на стрептококна инфекција може да се јави? Обично 10 до 15 дена, значи после стрептококова инфекција на грло, на гуша, но може и она што е пиодермија, воспаление стрептококово на кожата, тие гнојаници што се, импетиго. Значи и таа кожна инфекција може да даде гломерулонефрит. Ние порано имавме многу случаи, имавме по 70% случаи, сега годишно 10, максимум 10 случаи на гломерулонефрит, но сепак тие треба да се препознаат. Само да напомнам дека во корона кризата нели носевме маски, немаше толку инфекции, неавме гломерулонефрити, па дури јас како искусен нефролог пробаш и еден гломерулонефрит, не го препознав на прва, ме разбирате. Значи не е лесно да се препознае веднаш. Па видите, ако не гледате, не работите, ќе изгубите рутина, па нема на прва да го препознаете. Го препознав со лабораторија, не го препознав клинички, ме разбирате. Ништо не е страшно да се каже дека сме безгрешни. Не сме безгрешни, ме разбирате. Цел живот се учи човек, имате падови горе, долу, нели? Тоа е живот, тоа е медицина. Немате типична клиничка слика. Од друга страна, ревматска треска, која што исто последица на стрептокок инфекција, ја немам. Јас мислам веќе 7 до 10 години дека немаме на клиника случаи. Нека ме коригираат колеги од одделот за ревмокардиологија, мислам дека нема. Ама гломерулонефритот уште го имаме. Уште е присутен, да. А може ли кај децата преку ноќ, професоре, да откажат бубрезите? Здраво дете преку ноќ му се јавуваат проблеми? Да, може преку ноќ да откажат бубрезиве. Еве сега пред 2 дена примивме детенце со хемолизно-уремиски синдром. Тоа е една многу сериозна ситуација, каде што доаѓа до хемолиза, тоа се распаѓање на крвните крвни зрнца, значи нагло настанува една анемија заради распад на крвните зрнца, црвените крвни зрнца.
dođa do namaluvanja na broјот на тромбоцитиве, кои се налепуваат во крвните садови, и доđa до отказ на бубрезите, така наречен хемолизно-уремиски синдром, кој што може да се појави и епидемиски, значи, и кој што е предизвикан од Ешерихија коли. Од Ешерихија коли? Така наречен сој на ентерохеморагична Ешерихија коли. Значи, од тие опасните бактерии, што би се рекло, опасната Ешерихија коли. Да, опасна Ешерихија коли, така наречена ЕХЕК, ентерохеморагична Ешерихија коли. Посебен сој на Ешерихија коли, така? така? Да, посебен сој на Ешерихија коли, кој што води до цревни инфекции. И еве зашто е битно, апелирам, не давајте антибиотици, затоа што таа ентерохеморагична Ешерихија коли, ако дадете антибиотик, вие ќе уништите, таа ќе се распадне, ќе испадне од незе тој токсин, вероцитотоксин, кој што прави такви проблеми. Значи, всушност токсинот од бактеријата го прави проблемот. Да, не самата бактерија, токсинот, тој вероцитотоксин. Затоа ги велам, учам на студентите специјално, не давајте антибиотици, кај нас добиете проблеми одма, ништо, ентерофурил, ништо не треба да се даде. Има јасни критериуми кога треба антибиотик да се даде. Дури ни тоа што споменувате. Не за CRP200 не се дава, ни за салмонела не се дава антибиотик, не се дава. Да, велат и за салмонела, дури една доза може да биде прилично ризична. Па не, вие Детето да биде цел живот и клицон носител. Одлажувате ерадикација на салмонела. Нема потреба да се дават антибиотици. Антибиотици дури у клинички услови не мора да се дадат кај сериозни ентероколити. Дури кај сериозни ентероколити не мора да се даде? Сериозни салмонелозни инфекции. Не веламо на септично-тифозна форма на салмонела. Таму треба да даете, али имате дете под контрола, дајте инфузија, дајте течности, дајте електролити, коригирајте ацидоза, али не мора да даете антибиотик. Што ме под контрола, под клиничка. Не мора да се даде. Ете, конкретно за хемолизно-уремиски синдром, вие ја влошувате клиничка слика со давање на антибиотици. А овој опасен сој на Ешерихија коли може да биде колонизатор, да се живее нормално во нашето тело и да не создава никакви проблеми? Не е колонизатор, тој опасен сој. Он обично се пренесува, и среќа што нема Макдоналдс сега, да не американците погрешно да ме разберат, затоа што преку Макдоналдс се ширеше тој, да кажем, Америка, Канада, тие инфекции преку тоа мелено месо и така натаму што иде, значи преку одредени други продукти, месо, јајца, значи тој сој се шири и не знам ако се сеќавате пред 5-6-7 години имаше една страшна епидемија на хемолизно-уремски синдром у Германија, каде што имаше околу 200 или 300 заболени, од кои многу бара хемодиализа или перитонеална диализа и како прв извор се оптужи Шпанија, некои краставици од Штанија. Така. И после, имаше многу малце, релативно многу помалку деца. И сега сите се прашаат зашто толку малку деца, повише возрастни, и на крај испадна дека од Хамбург, од некаква си фарма за некаква макробиотска исхрана, а макробиотика користат возрастни, и таму беше скриена таа Ешерихија коли, затоа тие оболе од тој хемолизно-уремиски синдром. За среќа, ако акутната фаза се надмине со конзервативни мерки, со диализа, значи немаме долгорочни тешки последици, за разлика од типичниот хемолизно-уремиски синдром, кој што и ние у Македонија го диагностицираме, каде што може да дојде и до несакан ефект, до, не дај Боже, смртен исход и може да останат хронични последици, да се повтара. Како што имавме случај неодамна едно детенце со 4 епизоди повторувачки, кога јас го пуштив на Facebook тој пост и благодарејќи на тој пост тоа детенце нели со притисоци и така натаму го доби лекот кој што значи спас за него. Во ваков случај кога ќе се влоши ситуацијата, неопходна е диализа? Видите, треба да се измери на време. Значи, секако дека диализа не е една безазлена интервенција, но таа го спасува животот. Тоа е акутна диализа, значи во акутна ситуација. Ние у детска возраст преферираме да правиме перитонеална или стомачна диализа, каде што немаме фабричка мембрана, туку течноста се става во стомакот, се користи нели стомачната мембрана и тука се врши размена и се исфрла она што е практички се врши промивка на некој начин. Релативно често тоа требаше да се менува кај возрастните. На сат време, на 45 минути, на 4 сата, зависи прескрипција како што доктор се процени. Но што тоа значи за дете? Како ќе оди на училиште ако толку често се прават? Не, тоа збориме за акутна, а за хронична диализа, видите, многу е софистицирана хронична диализа, за среќа ние у Македонија, сепак тука треба кажеме и сите претходни здравствени авторитети и власти овозможија да сите деца добијат апарат за перитонеална диализа и прават автоматизирана перитонеална диализа која се прави ноќе.
И знаете, немате ручно од приклучување и исклучување. Туку апаратот се тоа го прави. Само вие го програмирате апаратот внесува течност во стомачната шуплина, апаратот после врши испирање на таа течност, одливање на таа течност, он е програмиран на циклус и денеска е тоа толку софистицирано да вие можете више со вашиот мобилен телефон да имате увид што се случува, како се случува, пациентот спие. На крајот на краиштата, да кажеме, кај хемодиализа, вие сте вржани за еден центар 3 пати неделно. Така, тоа е преку рака што се прави хемодиализа. Да, хемодиализа преку рака и иде у машина. Во машина крвта се постои фабричка мембрана. Овде се користи природна мембрана. И сега, овие деца имаат предност што се на перитонеална диализа, ти имаат предност зашто тие можат апаратот у кола, земете си растори со вас и ајде на одмор. Али мора 100% педантност. Стерилност да биде. Услови тоа мора да се работи педантно. Бидејќи може бактерија да влезе. Не дај Боже да навлезе инфекција во стомакот, бомба, перитонитис. И зато ние доктори што работиме таму со деца, ние мора да правиме редовно брисави на нос, не смеме да имаме стафилокок. Мене стафилокок не ми смета, но ако ја кивнам, тој стафилокок може да отидне, нели, може да отидне. Да се залепи на... Исто као оние што работеа кај Чичко Стоилко, нели, оние, како беше она... На времето, На времето, ако кивне и отидне у месо, овој ќе направи стафилококно труење со храна. За жал, нашиве деца по градинки на сите им зимаат бриз беспотребно, џабе не вреди. За да се запишат, мора да има стерилен бриз. Тотална глупост. Ајде у Шведска, мрсулјави им течат мрсули у ладно, никој не прави. Тоа е тотална. Дали е то бизнис, нема овде да дискутирам, али не стои, нема потреба. Нема потреба. Потреба да се прави бриз од нос е само за health professionals, значи за здравствени работници и оние што работат од индустрија храна, каде што може, не да може тој стафилокок навлезе во хранителни стоки, што велат булгарите. Професор, ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Професор доктор Велибор Тасич е во студиото на Телма. Можете да поставите прашање поврзано со темата на која што говориме, а тоа се разните типови на бубрежни болести во детска возраст, акутни и хронични. До сега, професор, зборувавме за акутните, ќе продолжиме со хроничните. Може ли кај дете да се јави бубрежна слабост, како што се јавува кај возрастните? Значи, постепено бубрегот да откажува. Има ли нешто такво кај децата? Да, за жал и кај деца имаме хронични бубрежни заболувања. Јас се враќам, еве сега од Конгрес у Литванија, Европско здружение за педијатриска нефрологија, една од главните теми, значи хронична бубрежна болест, како да се успери прогресија. Знаете што е проблем? Што хроничната бубрежна болест многу касно и многу често, многу касно се диагностицира. Не само кај возрастни, туку и кај деца. Какви се симптомите? Не може да се препознаат? Не мора да имате специфични симптоми. Може да имате многу неспецифични. Детето не напредува. Се појавува некоја анемија, а детево е од, да кажеме, средина, добра средина, економски добра средина, кај што може да има здрава исхрана. Понатоа идат нека губење на апетит, повраќање. Значи, симптоми кои што се многу неспецифични и не може да ве навадат да помислите дека се работи за хронична бубрежна болест ако не прегледате урина, не земете крвна слика или не направите комплет биохемиска обработка на крвта. Тогаш може да се види дека отпадните материи, уреја, креативно-турична киселина се скачени, што значи дека постои одреден степен на откажување на бубрежната функција, хронично откажување на бубрежната функција. Ќе продолжиме токму таму каде што запревме, но да му дадеме принос на гледачот, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден! Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Ќе молам, јас сум возрастна особа, меѓутоа проблем имаат синот и снаата. Имам една внука која има 6 години и сакат второ детенце. Направија сите можни испитувања и последно беше кај син ми спермограм. Во спермата најдоа Ешерихија коли. На првото испитување имаше 500, сега ја не можам да ви кажам единици или како се викаат, пиеше цитералот. По цитералот направи нова анализа и со ново испитување и лјадници. Уместо да се намалат, се зголемија. Сакам ваше мислење што можете да помогнете. Така, добро. Ви благодарам за денешното вклучување. Имете предвид дека професорот е детски нефролог. Професор, би можеле да дадете некакви насоки? Па видите, прво, цитералот е лек кој што исклучително ретко се дава во детска возраст, бидејќи има несакани ефекти. Се дава во ситуација кога немате друг избор. Друго, бројката не мора да биде некој параметар. Значи, прва работа е
дали детево имало симптоми за уринарна инфекција. Не, колку што разбрав, за возрасно лице се работи. Не, добро, може би не разбрав, добро. Значи, прво, дали внукава имала симптоми за уринарна инфекција? Второ, дали имала наод уринарна инфекција, оно што е матна урина, дали имала леукоцити? И трето, ако е третирана по антибиограмот, значи таа урина треба да се избистри. Треба да се изгубат леукоцити. Уринокултура, ако земете повторно, може да има контаминација, загадување. Значи, најбитен параметар е дали урината е исчистена од леукоцити и нитрити и дали детево нема симптоми. Тоа не значи, вие може да имате 10 уринокултури, 5 да бидат контаминација. Значи, треба да се направи диференцијација што е контаминирана уринокултура, а што е, да кажеме, една реална уринокултура. Тоа е проблемот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите нешто за дете. Меѓутоа, познам професорот од студентски денови и мислам за неговата стручност и се дискутиравме и знаевме поишо. Сакам да поставам прашање за возрастна личност. Се извинувам за возрастна личност. Прашање може? Добро, само малку погласно бидејќи слабо ве слушаме. Значи прашањето е за возрастна личност. Повелете. Уринарна инфекција со леукоцити во обична урина и уринокултура со ешерихија коли и клепсидија. И поспорувани се уринокултури, ентерокултури, така натаму. Сега, кога треба да се прават уринокултури на јасниот? Можевте да разберете, многу слабо се слуша. Значи, тешко, значи имате, колку што раздрав, качени леукоцити, уринокултура. Промена на бактерија од ентеробактери и ово. Не можам исто да, на ова прашање исто ќе одговорам како на претходното прашање, дали се работи за контаминација. Значи тоа е клучно. Дали е контаминација? Дали контаминација? Знаете зашто? Прво, неправилно се зима уринокултура. Кога ќе се дојде на клиника, дали е то детска клиника, дали е нефрологија, ние даваме упат за уринокултура, родителот одма трча, тука се мокри, не се придржува на она што треба претходно се направи припрема. Претходно треба да се направи тоалета на гениталот, па да се фати среден млаз. Вие знаете тоа збрда здола во клинички вециња какви се сега, тоа е то, и тоа се зима таква урина. Али барем некои лаборатории, да ги пофалам некои приватни лаборатории, нема да правам сега тука маркетинг, ја прават уринокултурата, но сепак ќе напишат бистра урина, леукоцити има, нема, нитрити има, нема, и нас на клиничарот ни даваат насока дали се работи за контаминација или се работи за права инфекција или евентуално и за асимптоматска бактериурија. Постои уште нешто што се вели асимптоматска бактериурија. Асимптоматска бактериурија, вие може на најправилен начин да земете 2, 3, 5 уринокултури и стално да наоѓате ешерихија коли, да ја наоѓате ешерихија коли. И знаете, има доктори, за жал, кои што тоа го третираат. Да, постојано дават антибиотик. Тоа е лекарска грешка. Асимптоматска бактериурија не сме да се третира. Не сме да се третира. Значи нема пациентот никакви симптоми, а има во наодот ешерихија коли. Може да има урина која што може нешто малце да мириса и да има у 2, 3, 5 уринокултури постојано ешерихија коли, од таа добра ешерихија коли. И сега таа се третира. Таа ќе се стерилизира урината, после 3 до 4-5 дена таа повторно се јавува. Повторно се зима уринокултура, повторно антибиотик, 10 пати, 11 пат, знаете што ќе се случи? Нема да се врати ешерихија, ќе се јави клепсиела, ентеробактер, псевдомонас, ќе направи симптоми, ќе направи инфекција пилонефрит, ќе направи бубрежна лусна. Од тие причини не се уништува. Као што вие жени имате таа квасница, лактобацилус кој ве штити, ајде уништувајте тој лактобацилус, примете антибиотици, ќе добиете уринарна инфекција. Така. Значи, на некој начин ова ешерихија е некоја добра ешерихија, не ја дирајте, не ја чачкајте. Значи, лечиме симптоми, не лечиме наоди. Наодите може да бидат од корис, но треба, тоа велам за health professionals, не велам за родителиве, за гледачиве. Апелот е до моиве колеги. Многу е просто, али кај нас се може да биде многу комплицирано. За жал. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Да го слушнеме прашањето. Ало, здраво. Ве слушаме. Здраво, повелете. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Поздрав до докторот, пациенти се на докторот. Така. Како мало детево имаше цисти на бубрезите. И со следење бевне, имав и ја цисти, детево беше цисти. Значи детево е са 17 години.
Само ќе ве замолам да го намалите звукот на телевизорот и зборувајте во континуитет, бидејќи само така можеме да бидеме во комуникација. 17 години дете во цистиве, пак се стоат ко цисти, одиме на следење. Добра. Значи, сакам тоа да опрашам доктор. 17 години се следиме тука у Велес, испитување правиме, се е нормално. Па се ви интересира како би било понатаму, што треба да се прави? Понатаму како ќе биде и сакам да опознам доктор. Тоа ми беше. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, професор. Бидејќи гледачката спомна дека се работи у две генерации, претпоставам дека се работи за автозомно доминантна полистична бубрежна болест. Тоа е генетска? Тоа е генетска бубрежна болест и тука треба да се следат и родителот и детето за цистите. Сега видите, постои одредена варијација. Во некои фамилии тие цисти не прават проблем долго време. Во некои фамилии може многу брзо и многу рано да дојде до влошување на бубрежната функција. Но затоа треба да се има редовна контрола, редовно следење, редовно пратење. Добро би било да се има и генетска дијагноза, затоа што ако имате генетска дијагноза, понатаму лесно може да влезете во тие international trials, каде што се испитуваат некакви лекови. Еве да кажеме за таа автозомно доминантна полистична бубрежна болест, има еден лек кој што се покажа како ефикасен толаптан, и тој лек се дава и тој лек ја успорува прогресијата на болеста. И затоа е многу битно да се контролира. Значи, родителот кај адултен нефролог, момчето може уште кај нас до 18 години или на нефрологија, кај компетентна личност која што го познава проблемот, познава генетика, да се доби генетска дијагноза, да се води здрав живот, сите други фактори на влошување. Еве да кажеме, ако момчето е пуверитет, може да пуши, значи тоа е многу влошува, може да е дебело, значи да има физичка активност, да се регулира шеќерот, да се регулираат маснотиите, крвниот притисок да се стави под контрола. Сите тие фактори што може да ја влошат бубрежната болест да се стават под контрола. Многу е битно, бидејќи момчето е 17 години, знаете, тоа е адолесценција, пубертет, тој немир што постои од неприфаќање на болеста, неприфаќање на терапија и да се започне со одредена терапија, ако е за хипертензија, лекови за покачен крвен притисок или друга терапија. Професор, зборувавме за хроничната бубрезна болест која што води кон откажување на бубрезите. Дали ненадејното ноќно мокрење кај детето може да сигнализира еден ваков проблем? Или не е толку едноставно? Пардон, извинете, не баш ненадејното, али едно ноќно мокрење кое што се јавува кај претходно дете кое што било континентно, кое што било суво. Значи имате едно момче од 9-10 години кое што било суво и еднаш почнува да мокри ноќе, треба да се помисли на хронична бубрежна болест. Знаете, кај нас прво ќе се помисли на дијабетес мелитус, на шеќерна болест, што стварно стои, но не треба да се заборави и хронична бубрежна болест. Видите, во прва фаза на хронична бубрежна болест бубрегот ја губи таа концентрацијска способност, не може да ја концентрира мочкава. И затоа и се создава, да кажеме, за едно дете 2-3 литра урина и сега вие кога спиете треба 500 мл урина, додека се пробудите ќе се измочкате, нели? Да, така. Значи, во прва фаза и у прва фаза на болеста треба да се даде и вода и сол, тогаш и солта се губи. Аха, бидејќи не ливелот солта ги оштетува бубрезите. Знаете што, кај добро, значи за бубрежна болест не треба се дава сол. У една фаза на болеста не, али во почетна фаза мора да давате сол, зато се иде на доктор, зато се прави преглед, зато се собира 24 часу на мокрач, да видиме колку грама сол се губи преку урина, па толку грама сол ќе дадеме. Таму ни е од помош и нашиот диететичар, кој што, колешката што работи кој нас, кој што игнорира, никој не знае за незе, а женава го знае проблемот. Значи, пациентите не треба се јават кај кој било нутриционист. Не. Треба кај... Ние конкретно на детска клиника имаме посветен диететичар кој што го знае проблемот, кој што не е практички искористена, кој што го знае проблемот. Значи, јас како клиничар ќе дадам налог. Значи, кај ова дете треба да се даде сол, не треба се даде сол, треба се даде храна со калиум, без со калиум, без калиум, толку протеини, толку масноти,
треба фосфор, не треба фосфор, таа е таа што треба да ја направи диетата да биде разиграна, да ги задоволи енергетските потреби, нутритивни потреби, витамини, што сме, што не сме, кои витамини смеат, кои не смеат, кои суплементи. Значи, имаме таква особа која што практички не е искористена и која што овако нема некако си маркетинг. За жал, еве за жал. ќе ја поканиме во емисијата. Одличен предлог. Бидејќи тоа би било корисно и за родителите да добијат информација дека има и такво лице. Што се однесува, професоре, до диализата. Колкав дел од овие деца на кои што им откажуваат бубрезите, со текот на времето ќе завршат на диализа? Видите, има една точка на откажување на влошување на бубрезната функција од која што нема поврат назад. Значи, постои влошување на бубрезна функција, правиме некакви мерки и успееме да ја вратиме бубрезната. Но постои една точка од каде што више нема поврат, каде што има постепено влошување на бубрезната функција. Да кажеме, постојат некои болести каде што и после 30-40 години ќе дојде до откажување на бубрезната функција. Вие знаете дека е таква, знаете дека постои ризик, а постои болести каде што за 3, 4, 5 години ќе дојде до откажување на бубрезната функција, значи до диализа. Затоа е потребно следење и затоа е потребно оно што ние велиме кочење. Значи со сите максимални конзервативни мерки, диететски мерки, значи регулација на ацидобазниот статус, киселинскиот статус, ако организмот има ацидоза, се бориме против ацидоза, ако имаме многу парахормон кој што ги оштетува паратироидната жлеза, кој што ги оштетува нели коските, да се бориме против коскена болест, нели, против ацидоза. Значи сите аспекти на една хронична бубрезна болест, се бориме против анемијата, све тоа го влошува. Да се бориме против хипертензијата. Се тоа треба добро да се регулира, значи максимално и да кочиме, да кочиме. Видите, еден ден ќе дојде и до тој краен стадиум на бубрезна болеста, но да биде што покасно. Друго е кога имате уште едно дете кое што е у развој и вие мора да го диализирате на 5-10 години. Друго кога ќе диализирате на 30, 40, 50, 60, кога имате еден зрел организам, стабилен организам, стварно на 7-8-10 години греота, али друг избор нема. Професоре, двајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Јас ќе ги замолам да постават што пократки прашања, да бидат што поконкретни со нивните прашања, бидејќи имам уште 4 минути до крајот на емисијата. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Вака, имам 4 годишно внуче, постојано, навечер мокри. Добри, имало... Како? Дали воспоставено имало некогаш нормално мокрење или постојано мокри, колку што ве разбрав? Постојано мокри навечер, на се бајле памперсо му е воден. Така, добро. Професоре, што би советувале? Видите, возраст од 4 години е нешто уште физиолошки. Толерираме до 6 години. Веќе од 6-та година, кога се тргнува на училиште, треба да се примени одредено лекување. Значи, овде ние можеме само да дадеме препораки, некакви препораки, невресување течноста во вечерните часови, да се избегнува оброк со многу сол навечер или многу сладок оброк. Тоа се некои општи препораки, но медикаментозна терапија дури од 6-та година. Тогаш детето веќе тргнува на екскурзија, иде на излет, кај спие, кај другарчиња. Значи, тука веќе имаме право да дадеме соодветен лек. Бидејќи тоа е физиологија, тоа е зрење до 6-та година. Веќе од 6-та година имаме право да дадеме и медикаментозна терапија покрај све оно што е психолошка потпора, мотивација, бихевиорална промена, нели и така дале, на начин на живот, на спиење, водење на евиденција, учество на детето, мотивација аеробично и многу често се работи и за длабок сон. Значи, многу мерки кои што длабоко спијат, добри спијачи се вие, така. Или мал капацитет на мочен меур, значи има 3 фактора, или недоволно се продуцира тој хормон што треба да ја штеди водата. Професоре, на нефролог да се опретат, на детски нефролог? Видите, најдобро би било сепак на детски нефролог, еве, не велам да не знаат и други колеги да го знаат тој проблем, но некако ние така го работите. Најмногу се навлезли, не велам да не знаат и други колеги. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ве прашам, да го прашам и докторот, прво поздрав до докторот и да го прашам. Јас сум мајка на прематурно бебе, а во фамилија кај мене има повеќе починато од бубрези. Прво татко ми, баба ми, сега скоро дур бев бремена, јас сум малава и сестра ми почина на брзина од бубрежна болест и слабост. Ние имаме во фамилија диабет највеќе
И мене ме интересира дека бебето ми е родено пред време. Така. Од бактерии, од диабет, бебето нема сега ништо од тоа, а на кои испитувања јас превентивно треба да ги правам за моето бебе и понатака во животот и сега. Ви благодарам за вклучувањето. Вела дека всушност предвременото раѓање е некаков ризик фактор за здравјето на бубрезите. Да, видите, предвремено раѓање носи одреден ризик, бидејќи бебето не се раѓа со изграден тој систем, но ни единици, оно што се наши, нели, тие функционални единици, како мали филтерчиња или гломерули. Значи, прематурни бебиња имаат помал број на тие филтерчиња каде што треба да се врши филтрирање, пречистување на мочка. И познато е да прематурниве бебиња понатаму у живот имаат поголема склоност за развивање на хронична бубрежна болест и за кардиоваскуларен морталитет, нели, за појава на диабетес. Затоа прематурниве бебиња треба да имат редовно следење. Следење како што е нивниот развој, developmental, да се следи, значи, и бубрежна функција, од сите аспекти. Видите, у однос на хронична бубрежна болест, сега не може бебето испита. Видите, има адултни нефролози, велите у фамилијата постојат толку и толку. Секако, ако да се бара некаков линк, да не се работи за некаква генетска бубрежна болест, па тогаш, ако постои одреден ризик, би се тестирало и бебето. Сега, дали смееме бебето да го тестираме или малото дете, постојат етички аспекти да му кажете вие, добро, на бебе не, али на едно дете кој има 10-12 години, ти имаш една неизлечива болест. Тука веќе имаме проблем етички, тоа веќе дебело да се размисли, може. Така, и може би притисок во животот и сето тоа би донело со таа мисла да се живее постојано. Но од друга страна, ако поставите генетска диагноза, а за таа болест постои одреден превентивен третман, значи рана корекција. Еве да кажеме за претходниот случај автозомно доминантна полицистична бубрежна болест, да кажете на едно 15-годишно момче ти имаш неизлечива болест, е многу тешко, али од друга страна, ако тоа момче ја има диагнозата и почне со рана корекција на хипертензија, со сите оние други мерки, со пиење на огромни количества на течност, значи нешто што емитира функција на лекот толаптан, тоа дете има бенефит од генетско тестирање. На овој последниот конгрес кај што баш една од темите баш беше то генетска диагноза, да, не, кога, како, кои ситуации да се направи генетска диагноза, кога смееме, кога родителот инсистира, друго е ви академски да направите, да напишете труд, то нема врска. Дали фамилијата ќе има бенефит? Дали фамилијата ќе има бенефит од такво нешто? Професори, сосема на крај, бидејќи веќе требаше да завршиме, дали има хемодиализа кај нас за деца и дали се прави трансплантација на бубрези кај деца во Македонија? Видите, хемодиализа за деца, кај многу мали деца немаме хемодиализа. Да се надеваме дека младиве колешки тоа ќе го развијат. Хемодиализа за деца. За поголеми деца се прави. Еве конкретно сега што имаме детево на 3 години, се прави хемодиализа за ова акутна болест. Трансплантација, за жал, имавме трансплантација и то само жива, но сега, бидејќи колегата што работеше замина у приватна институција, више трансплантација детска немаме и нашите пациенти ги праќаме во Турција. Што представува дополнителен и товар, но и притисок, како и за семејството, така и за детето. Некој на министерот за здравство, јас ми го рекол, промените го законот за здравство, па тие сите што работат у приватна институција, некаде имат право да работат у државна, како што колегата професор Ѓорѓич доаѓа од Београд, таму има 20% работно време и иде цела бивша Југославија работи. Зашто колегата што не дојде да направи трансплантација, некому се плати хонорар, ќе се уштедат 25.000 евра, нему ќе му се дадат 2.000 евра и ќе се уштеди. Само никој не ме прашува. Еве имавте можност да дадете одговора и треба да ве прашаат. Па видите, насекаде имате слобода, имате таа циркулација на експерти, на стручни лица, на сега. Тие треба сите се тепаат за тие луѓе на запад, за квалитетни. Зашто колегата од тамо да не работи или колегата радиолог да еден ден недела да работи у клиничкиот центар? Зашто да не? Што е упрашање суети? Ајде, ова е политика. Ова е во секој случај добар модел кој што би можел да функционира во моментот. Секаде во светот функционира. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Како што ви кажав и пред почетокот на емисијата, навистина е задоволство да се разговара со вас на убав, позитивен начин и разјаснувате теми кои што навистина се тешки за родителите. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што наследевте. Ви посакувам пријатен ден.